Почитувани мои, драги пријатели, поздрав до утринската програма на Сител телевизија Ја сакам Македонија. И јас ја сакам Македонија. Ова утро ве водиме во едно прекрасно село. Најнапред би ве запрашал дали сте биле на Скопско лето, Мајско лето, Охридско лето, вакво лето, такво лето, ама не сте биле на Куково лето. За да бидете на Куково лето, треба да дојдете во Куково, село Куково. Затоа сме ние со вас. Екипата на Моје село, ова утро е во Моје село, во Куково село. Моје село во твоето село, почитувани мои, село Куково. Разговарам со Крсто Спиров, роден во село Куково. Крсто, добар ден. Благодарам, добар ден. Крсто Спиров, а денеска Крстов ден. Денеска е Крстов ден за ново години, да ни е празникот. За многу години. На сите и на цела Македонија. Крсто, би те запрашал, ти си тука роден во село Куково. Да. Да ни кажеш нешто за село Куково, пошто многу верувам дека многумина не знаат што е Куково, каде е, зошто и како. Јас можам ќе објаснам од оноа што го имам читано. Прво, Куково не постоело на ова место кај што е сега, него прво Куково било во сегашно место што се вика Грамадиште. Грамадиште. Тоа е во атарот на село Куково, под селото, североисточно доаѓа од селото, некаде на 200-300 метри оддалечено. После, од 19 век од прилика, се населиле 3-4 семејства во село Куково и тоа се дедо Тимови, Кордунци и Соколови. Тие се најстари. Тие се најстари по неколку семејства и кои броеле некаде со доселување до тука броеле некаде 50 жители. По нивното уселување тука, по одземање земјиште од Турчино откупување, кои најамџии биле под Турчино нашите луѓе, и ја преземале таа земја, веќе ја купиле на кој начин како, и сите се населиле тука од околните села. И тоа од село Пестришино има дојдено луѓе, од село Трооло, од Стануловци, која потпаѓа под општина Свети Николе, од Ранченци, Мечкуевци, Тоол и од Макрш. Тие се 9 семејства, не 8 семејства, мислам 8 фамилии што се населени и тука се после размножували и си правеле куќи. Куково сега броje, мислам, у тоа време броеше некаде 42 куќи. Денеска Куково има куќи, нема луѓе, така да сите се направи миграцијата село-град. Реков дека прво биле толку. Во 1961 година се зголемува бројот на жителите на 263 житела. Но миграцијата село-град го учинува своето. Во 1971 година паѓа бројното стање на 177 жители. 177 жители. Полека. Миграцијата. Куково немаше до 67 година струја. Од 20 век, мислам, 67 година. А после и пат немаше, бидејќи земјата е таква состав. Ако заврне тука и малку може да помине возило. Така е, не може да се стигне. Не може да помине возило. И патот е направен од Пробишти за Куково некаде пред 15-20 години, а додека 2012-2013 година е поврзан со општина Свети Николе. Тоа е на 5 километра од село Куково до село Мечкуевци. Добро, значи прво патот бил правен Пробишти према Куково. Да,
Да, бидејќи сме ние последно село кое граничи атарот на село Куково со атарот на село Мечкуевци, кое е под општина Свети Николе. Да. И така да, луѓето тука претежно се занимавале со земјоделие. 46% од 963 хектари која има земја Куково, што фаќа атарот 963 хектари. Од тие 963 хектари 46% било земјоделско земјиште. Ниви, ораници, кои сега се веќе нажалост напуштени. Има мал број што уште работат, а додека другото било утрне и пасиште. Да. Крсте, сега да те прашам уште едно многу битно прашање за нашите гледачи на моје село. Зошто е Куково? Нема одговор. Била кукавица? Не ќе да лажам, немам сознание зашто е Куково. Некој е Куково така. Ќе дознаеме. Уиднина. Само жалосно е што ние помладите од неинтерес не сме ги прашале постарите генерации белки некој знаел да ни каже, да ни објасни. Добро, сепак ни кажа многу убави податоци за Куково. Било градиште, така? Да, Грамадиште. Многу интересно. Тоа можеби тука се гледа малку, тука преку под овој ритје тоа на североисточно од сегашното село Куково. Ај уште едно подпрашање. Ајде. Тука си роден, тука си дел во школа? Во школа одучев тука до 4-то деление, школото се викаше Јане Сандански. После одев во Троло и во Лола Рибар од 5-то до 8-то деление, а после гимназија Наум-Наумовски Борче гимназијата во Пробиштип. После тоа завршувањето на гимназијата на УКИМ Кирил и Методи Скопје, земјоделски факултет завршив, работев како дипломиран земјоделски инженер до пензија. До пензија. Сега да те прашам уште едно прашање или да не те прашувам? Може. Тука си женет од Куково или не? Не. Женет сум од Радовиш и недов работа во Радовиш и живеам во Радовиш. Значи сега си домазет во своја куќа во Радовиш. Така. Крсто, ти благодарам за разговор. Молам, повели ти друг пат. Колку можам ќе дадам објаснување до моја домен на знаење. Благодарам. Моје село во твоето село. Разговарам со Игор Коцев по потекло од село Куково. Игор, добар ден. Добар ден. Пред се да ви се заблагодарам што дојавте да го посетите нашето село на овој голем ден и голем празник христијански православен, тоа е Крстоден. Овој празник се обележува повеќе децении во нашиот крај, во нашето село. Инаку, црквичката што е овде пред нас е формирана 34-та година, возобновена е 69-та и сега имаме повеќе интерес од црковниот одбор и од местното население и сите што не поддржуваат да биде се повеќе ова помасоно и посетено. Инаку интересно е за селото Куково како местоположба се наоѓа во делот Рицко-планинскиот предел Манговица. Селото се наоѓа на 600 метри надморска височина. Селото од историски аспект тоа е населено од податоците што се имаат од архивите, некаде 300 до 350 години имаат постојани жители на оваа територија. Селото е претежно со македонци православни. Селото некаде достигнува својот максимум на развој со население во 60-те години. Како резултат после на миграцијата, тоа постепено опаѓа и денес се сведено на минимум на неколку жители. Инаку и тие што се овде наоѓаат се занимаваат со сточарство, земјоделие. Земјоделието е интересно што еден податок карактеристичен,
почвата е многу богата и квалитетна, со доста многу минерали и доста плодно земјишето. Има некои податоци уште пред 50-60 години, да ви кажам, од овие предели се произведува семенска житарица за што се пласирала на понатаму на секаде, посебно во Македонија. Да, за да појасниме за гледачите, значи на сејана житарица, тоа што ќе роди семенски материјал. Исто друг податок е интересно што ќе ви кажам. Една култура е особено специфична овде во овие предели, тоа е градинарска култура, дињата, што успева на су. Таа се карактеризира со доста убава арома, блага, руски ананас. Еве, јас сум еден од тие производители на руски ананас. Карактеристично е за неа што поради почвата што е богата со калиум, таа има посебна блажина и посебна арома. Селото, друг интересен податок е има доста квалитетна изворска вода. Значи има повеќе чешми и водата е со посебен квалитет, така што кој како ќе помине покрај селото мора да застане да ја наполни од изворот од чешмата. Кој да се напие, се напие. Да, се напие. Кој пробал знае, така. Така. Интересно исто за селото е што тука има убава многу клима. Значи тука продира од ваму од Црни врв континенталната клима и од одоздоле медитеранската од Овчеполието и тука секогаш има едно убаво струење, пријатно, еден воздух што е прифатлив за сите. Така. Да те прашаме, Игор, денеска во селото, можеш ли да ни кажеш колку жители има? Па денеска има неколку постојани, тројца, четворица, така што се постојани, инаку онака сезонски викенд има доста. Викендашки доаѓаат, се занимаваат со земјоделие. Значи селото е, целата површина се обработува. Има некои што се занимаваат и со пчеларство, некои доаѓаат на викенд поради убавата клима, убавата местоположба. Така. Игор, ти по татко си од село Куково? Да, јас сум по татко од село Куково, фамилија Коцеви, фамилија што е староседелци во селото. Според податоците што ги имаме, некаде околу 250 години имаме податоци за нашата фамилија што се тука присутни били. Има уште една фамилија Делотимови и тие се староседелци. Значи тие биле како некој вид основачи на селото. Така. Другите фамилии, значи биле од соседните села, доаѓале се мешале така, едни и од тука доаѓале, едни се миграцијата била од секогаш присутна. Интересното прашање. Дали знаеме зошто е Куково? Куково е многу така енигматично име и многу е присутно секаде. Куково има едно карактеристично поим што го имаме секаде во источниот свет прифатен и посебно и на западниот, на Куково лето. На Куково. Сега, што е тоа поентата вика на Куково лето? Па мислам дека тоа е поради таа клима што го има Куково посебна, што овде можеш во сред лето, значи да падне многу температурата и да биде не сватливо како може да биде таа екстремна разлика. Како деца ја знам уште многу интересно е. Кога ќе ми ја вратиш книгата на Куково лето? Тоа значи дека нешто нема да биде. Знаеш, у таа смисла. Тоа е поради таа температурна осцилација што имало, што си ја прави климата и така настанува и тој термин на Куково лето. На Куково лето. По тоа е таа термин присутен. Доста интересен. Интересен термин, на Куково лето. Игор, ти благодарам за разговор. Благодарам на вас што ме посетовте и се надам дека повторно ќе дојдете. Само здраве. Славејко Спировски од село Куково. Славејко, добар ден. Добар ден. Најнапред да ве прашаме, Куково, името од кај потекнува? Записи не постојат. Сознание мој
не може да ви кажам директно. Сега селото има некои од Османлиската империја што се биле присутни, од тогаш го носело. Претходно местото кое било населено се викало Грамадиште. Грамадиште. Да, Грамадиште. И тоа веќе има таму се приметува дека имало куќи и грамади. Грамади. Се од која причина, дали колера ли е, било што друго, дошло до изместување Куково дошло. По кој основ име Куково не се знае. Добро, интересно име. Интересно име. Да, Славико, да ни кажеш, ти си роден во Куково? Роден, да, живеев до средна школа тука. Потоа студирав во Белград, средна школа во Пробиштип и живеам во Пробиштип. Живееш и ден денес во Пробиштип. Добро, Куково спаѓа под Пробиштип. Да, така. Понапред е било предходно пред 39-та, 40-та под Свети Николе. Под Свети Николе. Куково било, да. До 40-та година? Па, дали 40-48, тука не било важно. Било е Куково под Свети Николе. Добро, да те прашаме, колку жители броело некогаш Куково? Па некогаш има некои сознанија кои се тврди, не може да се каже, меѓутоа по логиката на самите згради, самите куќи, семејства, по мене 400-500 најма кој е било. И било. У нашето време, као деца се ќаваше, пошто ние беме сите многу. живееле во заедница. Да, многу беме по куќите, доста. Во една куќа да кажеме колку? 8-9 души, 10 па и 12 имало. Не, да. Зависи која фамилија. Мојата генерација, дечиња што беа, комши, 2 брата, по 4 деца, 5, ево ти ги 10. Они четворица 14. Така е. Кај секоја фамилија нема така, али има било многу детно семејство. Добро, Славеко, тогаш се живеело сточарство или од обработка на земјата повеќе? Па овој крај е претежно сточарски и земјоделски. Живењата били се такви тука на овој простор, помалку е било кои се биле индустријски распоредени. Така. Да, имало и ситуации распоредувања и во рудник индустријски работници да бидат рудари. Со налог во времето на индустријализацијата, по налог од секој семејство, дедо ми е бил на пример повикан да работи да работи во рудник. Да. Да. Во рудник од каде? Добрево. Во Добрево. Да, Злето, рудник Злето. Сега прошло таа ситуација. Веќе населението се преселува во град и имат работници. Да. Сега моментално сите појдовме таму. Ја обвинуваме миграцијата село-град за иселување на луѓето од селата. Па сега ја обвинуваме од причина економски, повеќе од економски причини. Зошто? Тоа што еден селјак или едно селско семејство живее само од продажба на сток, продажба на јагне, продажба на свинчев или продажба на, да кажеме, жито, али повеќе потреба било жито за стоката. Така да било сиромашно живење на овој простор. Сега сите тие што се отишле во индустрија, например, сега Пробиштип има индустрија на акумулатори. Така. Или па има индустрија фактичи рудник. Па и нешто некои фабрики што чималечки има, текстилни, али друго е сега живењето, помалку работа, помалку работни часови, селското живење, нон-стоп живење, работење. Савале станеш 5 и по, летно време, веќе се прибираш вечерта 9 и по. Така е. А на работа која е државна или сега приватна, иако е, знае се 8 часа, заврши работно време, прибери се дома. Да. Значи подобар живот. Хигиенски почисто. Денеска колку жители брои? Нажалост, не можеме да се пофалиме. Не можеме. Не можеме да се пофалиме, од причина што сите сме поедини таму, нагло се исели селото, и има еден повратник, кој летниот период е тука. Иначе нема. Многу малци куќи и како што живеат тука жители. Многу малки, многу. Има некои, например, доаѓаат само за викенди. Зависи ако е добро време, ако е убаво, дојде свет, малку се релаксира и се враќа. Така. По Скопје, по Штип, по поголеми градишта, па и да кажеме некои по Словенија на печалба. Да. Тоа е. Добро. Присутно е тоа. Славико, ти благодарам за разговорот. Да сме живи и здрави, да сте живи и здрави, да сте благословени. Поздрав.
Мое село во твоето село. Разговорам со парохиски свештеник Јован. Јован, добар ден. Добар ден, Нека ни напомош денот за многу години. нека ни напомош празникот честниот крст, крстов ден, пронаѓањето на честниот крст, крстот на кој воскресна и нашиот спасител Христа. Овој празник спаја во Господовите празници. Значени се две работи за овој празник. Тоа е пронаѓањето на честниот крст и враќањето на честниот крст во Ерусалим. Светата царица Елена, заобилкувајќи ја светата земја, сакала да го пронашле честниот крст. Во тоа време во Јудеја живеел еден старец по име Јудај, кој знае каде бил закопан честниот крст Христов. Тој бил закопан во храмот на Божицата Венера од страна на царот Адријан на Голгота. По ова, тој добил наредба од царицата да го каже местото и штом го кажал местото каде се наоѓа честниот крст, храмот бил веднаш разорнат и копајќи длабоко пронашле 3 крста. Од тие крста знаеле дека се два на разбойниците што биле со Христос, а третиот бил крстот на Христос. Не знаејќи кој е крстот на Господа Исуса Христа, во тоа време минувала една поврка со мртовец, па патриархот Макарија наредил да се допрат крстовите до мртовецот. Кога ги допреле двата крста на разбойниците, не се случило чудо, но кога го допреле крстот на Христос, на кој бил распнат, се случило чудо, односно мртовецот воскреснал. Исто така, за да се уверат, го ставиле крстот и на една болна жена, која веднаш оздравела. Царицата Елена овој крст го ставила во сребрен ковчег. Подоцна царот Хозрој, кога го разорнал Ерусалим, светиот крст го однел во Персија. Подоцна грчкиот цар Иракли повторно го враќа крстот во Ерусалим. Нека честниот крст Господов ни подари здравје на нашите семејства, домови и срца, и нека ни е честит и за новогодини денешниот празник крстот. Бог нека напош. Оче Јован, би те запрашал. Вие сте овде свештеник во село Куково и во околните села? Да, јас сум свештеник во градот, ние сме тројца колеги, го држиме градот и околните села. И околните села. Да. Едно прашање. Од кога немате венчавано на овој крај? Јас сум помлад свештеник. Не памнам. Не. Многу давно. Значи селото е раселено. Раселени се повеќето села, не? Да. И сите прават почти по по градовите. Скопје, по Свети Николе највеќе, како што знам тоа. Да се надеваме дека еден ден ќе бидат полни селата. Тешко. Куково да има еден жител постојано што седе овде. Да. Bravo, 650! 700! Продадено! Браво сме земјаци, бе, браво сме! Така ќе правиме црква. Само така ќе правиме црква. Прати го што се дешава, да Чорапи, 3 пара, крпа и чашак за маса. 150 динара. 300 динара. Ајде, кој беше 450? 450 или беше? 450. Не го срамујте. Крпа, чорапи, други чорапи. Прати го кој ке се, ако сакаш. Панталонки. Започнеме со 100 динара. Не знам.
100 dinara. 150. 150, bе. Ar mă ca să fie. Ne am bio. 150. 200. Dorpa 200. Haide, Zete! A, така, Zete, haide! Там крати. Мое село во твоето село. Разговарам со Гоче Тимов, роден во село Куково. Гоче, добар ден. Добар ден. Да те прашаме, ти си роден во село Куково. Да. Со години си во село Куково. Повеќе од моите години. 30 години. Во село Куково. Да. Да те прашам уште нешто. Повелете. Гоче, имаш една интересна улога на адетите, да речеме, на село Куково, поготово денеска на Крстов ден. Ти ја правеше лицитацијата. Селаните или мештаните на село Куково носат доста дарови за црквата. Да. Што се со тие дарови после? Во тај случај што ме прашувате, ово е наследство што сум го ја наследил од моите предци. Дали се биле татковци, мајки, браќа, дедовци. И од последните 10 години во Куково тие дарови ги донасат селаните. Добро. Издават на лицитација, ги продаваме. Дел од сите пари од средствата што се собрани од црквата се обновува црквата. Со години тоа го работиме за моите 65 години од како ја знам. Ти си во црковниот одбор? Да. Колку члена брои црковниот одбор? 5 члена. члена. Помага доста или како? Па како одбор сите заедно работиме, а и мештаните помагат. И селени се од тука, доваѓаат дел од тие што помагаат почесто. Еве, сами гледате дека црквата се реновира, сега ќе реновираме трапезаријата, сакаме да направиме летниковец. И во тај дел луѓе кои се моќни, кои можат и кои сакат да помогнат, нека повелат. Куково е Крстовдење оддалечен од патот на 1400 метра. Секогаш може да ме добијат. У секој момент ја тука живеам во селото, повратник како пензионер со мојата баба. Имаме за нас што треба да се произведуваме пипер, патлиџан, граф, сите. И може да кажам што произведуваме здрава храна. Так. Имам свој, еве, ќе отидете, ако сакате ќе ве одведам своја фарма, мини фарма на петли. Само општо жито, друго немам храна, бавче имам, декари кусур. Така да, еве, со бабата се одлучивме тука да седеме период. Така е. Би те запрашал за црквата Свети Ѓорѓија. Моли. Единствена црква во село Куково имаме? Не, имаме уште една црква која се вика Свети Илија. Таа е во селото. Таа е во селото. Да, помала црква и на таа доваѓаме на Илинден. И таму на таа црква се правеше курбан. Курбан се вика жива стока која колат мештаните за празникот. За здравје. За здравје. Порано се готвеше, сега и сега колеме, али дел од од тоа месо се дава на продажба. Така, да, се продава, Да. затоа што има доволно. Да, има доволно и се продава, а тие пари ги вложуваме во црквата. Во црквата. Да. Добро, Гоче, ти благодарам за разговорот. Фала и на вас што не посетите. Нема зошто. Секогаш ще поканите кај нас. Кога ќе одиме на Куково?